Добродојдовте во уште едно ново издание на Сергеј Reinvented. Денеска што ќе гледате? Господе Боже, кога не го викаш, тогаш се појавува, драги гледачи. Не сум да ми извади од памет. Во денешното издание на Сергеј Reinvented, што ќе гледате? Ќе погледнеме индустријата за убавина, ќе погледнеме in и out, ќе погледнеме модни катастрофи, нормално, ќе видиме плакарот на Кека, имаме дополнителна рубрика каде што давам предлог за новогодишни поклони, многу интересно ќе биде за сите вас. И ќе одговорам на сите оние прашања кои ги поставувате на профилот Сергеј Reinvented и на мојот профил. Се гледаме. Добре дојдовте во делот индустријата за убавина. На ваше барање, а и приликите се такви, пред нова година сме, сакам да ви предложам два мејкап лука кои се исклучително модерни во моментот. Едниот е класичен холивудски гламурозен изглед, другиот е малку поврзан тематски диско изглед. Што почнуваме? Ќе почнеме со изгледот на составање на eyeliner или со така наречениот cat eye look. Ајде да видиме што имаме. Имаме Анџелина. Ова е по-смуд cat eye изглед, кој што е исенчен малку со сенка, нормално има додадено вештачки трепки на ќошињата, индивидуални, и има црвен кармин. Убавината на Анџелина го прави целиот овој изглед да биде таков посебен каков што е и ми е еден од омилените. Имаме следен, по-оштар eyeliner, појако извлечен, нормално со додадени трепки и со потенцирано уста, одлично исконтурирано лице. Следно, ова ви е пример како користите eyeliner. Јас имав прилика да го пробам eyelinerот на L'Oreal. Сите имате проблем генерално со eyeliner и ретко кој знае да нанесува сам eyeliner. Сметам дека добра, одлична алатка, вреди за средствата со кои што може да го исцртате вашето око онолку колку што сте спретни. Ако не сте спретни, сепак ова треба да го направи шминкер. Следна фотографија имаме Мерли Монро. Она е кралица на eyelinerот и на вештачките трепки и на црвениот кармин и на овој ултимативен холивудски изглед. Значи повторно ви треба добар eyeliner, малку исенчено око, исцртани веги, ви требаат вештачки трепки, дали на целото око, дали на од половина, за да го добиете тој малку дрими или така наречен заспан изглед и црвена уста. Следно имаме попотенциран и појак cat eye изглед, каде што eyelinerот е нанесен и одозгора во таа една шпицаста форма, меѓутоа е потенциран и одоздола. И во оваа варијанта мора да идат вештачки трепки. И имаме Ариана Гранде, секогаш има совршен eyeliner, одлични веги и секогаш овој изглед проаѓа за било каде и изгледа одлично. Ја имаме тука Бела Хадид. Ова е атипичен cat eye, односно каде што целиот капак е обоен со туш или некаков вид на кремава сенка. Атрактивен изглед многу, меѓутоа бидете исклучително внимателни за ова. Треба прво да имате перфектна кожа и ова не можете сами да го направите, треба да го направи шминкер или шминкерка, лице кое што знае да го изведе овој изглед и пред се треба да ви стои. Мене многу ми се допаѓа, е агресивен, меѓутоа е многу атрактивен. Може да го искористите како инспирација за нова година, да сакате да изгледате малку по-различно од секојдневието. Океј, тоа беше за eyelinerот и за cat eye изгледот. Ајде да видиме што е следниот изглед што ви го препорачувам за новогодишната ноќ. Значи, за добар диско лук, или за дискотека 54, или за глитер лук, јас по скопски продавници побарав неколку производи кои може да ви се од функција или да ви се од корист. Ги одбрав овие две сенки на мек. Едната е со плаво-виолетова нијанса, а другата е таа што има малку зеленикаво. И двете во себе имаат глитер, исклучително се пигментирани, исклучително.
многу добро го доловуваат тој изглед што сакате да го постигнете. Одозгора може да нанесете дополнително и глитер сам по себе ако сакате. Лесно можете да ја изработите, да го изработите тој изглед доколку сте спретни, доколку повторно не ќе кажам отидете на мејкап артист. И имаме драгстор варијанта со пониска цена од мејкапот, која што има палета на сенки во себе, меѓутоа во средина има глитер. Сега треба да внимавате кога додавате екстра глитер, заради тоа што светките, народно кажано, да не ги разнесете секаде и да не ги разнесете по дома, како Джени што ги однесе у кола, па ги однесе дома, па ги на децата светка, све околу Джени светка, пошто ги пипкавме заедно и ги тестиравме, треба да внимавате само како ќе го нанесете и евентуално дали сакате да имате од глитерот на вашето лице. И двата производа се функционални, со тоа што повторно ќе кажам, јас го преферирам мекот заради тоа што е поквалитетен и е попигментиран, пакувањето е интересно, одлично. Ова е малку тенекија, меѓутоа е драгстор производ. За една вечер и за неколку употреби веројатно и ќе помине. Меѓутоа на долга стаза ако сакате да си играте не само за Нова година со сенки во боја кои што се јако пигментирани и сакате да изгледате интересно и атрактивно, сепак сметам дека треба да инвестирате во добар и тоа е тоа што го гледаме во моментот, во добар и квалитетен производ. Се надевам дека ви дадов добар одговор на вашите прашања како да изгледате за новогодишната вечер, дека ова ви е доволно и ќе бидете инспирирани и многу ме интересира како вие ќе изведете некој од овие два изгледа. Дали ќе биде ајлайнерот и кетај, дали ќе одберете диско изглед со глитер. Што и да одберете, многу сакам да ми пратите фотографии, дали сте биле на шминкер или не, дали сте го направиле тоа сами, или тагирајте ме на вашите фотографии, чисто да имам представа како сте го извеле сето тоа. Ви благодарам, се гледаме во следната рубрика. Чак! Добре дојдовте во делот за мода. Повторно, на ваше барање, денеска ќе погледнеме ликови, модели, модни комбинации за тие што се со повеќе килограми или плюс сайз. Верувам дека сите имаат проблем со стилизирањето сами на себе, дали се со повеќе или со помалку килограми или не знаат како треба. Кај тие што имаат повеќе килограми, тоа е посензитивна тема. Од прости причини заради личната несигурност и незнаењето како да се соодветно дотераат, а нормално дека сакаат да изгледаат модерно, урбано, кул и да бидат убави. Нека еден прекрасен пример. Погледнете ја. Танк. Толку е добро стилизирана, толку е атрактивна, толку е интересна. Секој детал е како што треба. Со се таа преголема коса. Одиме следна фотографија. Одлична комбинација, одлични чевли. Тука драмата е во косата, меѓутоа нашла соодветно фустанче кое што одлично одговара на нејзината линија и на нејзината килажа и супер си се дотерала. Следно, ја имаме во друг фустан, на високи подпетици, преелегантни, со одлична торба и одлично стилизирана коса. Next. Ова е тоа модно парче што мислам дека сите треба да го имаат, без разлика дали се плюс сайз или се нормален сайз. Тоа е еден вид на мантил кошула која што ќе ви се најде секако во функција, во каква и да е боја, ќе искомбинирате со каиш, ќе искомбинирате со добри чевли, добра ташна, добар накид и секогаш ќе биде добро модно парче. Сега, од истава девојка најдов и неколку видеа. Па погледнете ја, драги гледачи. Она е како срекичка. Она се врти, она е толку срекна сама од себе, одлична е модната комбинација, одличен е фустанот, ама се гледа дека е задоволна од самата себе и од сопствениот изглед. Не е од оние, мислам дека имаме уште видеа, ајде да ги погледнеме дека зборувам. А не е од оние кои што викаат имам повеќе килограми, мене ми е гајле, деме каква сум, таква сум. Она навистина се има прифатено и е задоволна и е срекна сама од себе. Погледнете како позира у тој преелегантен, преубав црвен фустан со таа одлична торба и одлична коса. Имаме уште едно видео со нејзе. Не е готово, драги гледачи, погледнете. Чак. Тоа е кога е човек задоволен сам од себе.
И за одзвони некој. Ало. Одлична е. Ова е човек кога е задоволен сам од себе, без оглед на сопствените килограми, кога има осет за мода, осет за вкус, добра коса, кога знае добро да се слика, без оглед на килограмите и без оглед на тоа што ќе кажат другите. Се е во вкусот и осетот за мода. Сега, имаме пример како килограмите знаат да не изгледаат добро на фотографија. Ова на Били роднина да не. Не му е роднина на Били, го чека да нападне. Ама оваа ако го лапе, нема да може да се смее као хиените, драги гледачи. У тоа појасот за подвезици ќе го врже. Тука ќе го врже, ќе го спакуе. Страшно, вулгарно, невкусно, недобро и со прст у уста. Катастрофа. Следно. Себе, мајко, света, јас и она во црвено, молим! That's all. Јас како лецконој крадец, а она ќе полета. Африка, паприка! Ако да има хелиум, ќе летне наголе, пошто ставил и рокчиња. Кај ми се моите рокчиња? Джени! Дај ги! Брзо, джитни! Еве ми ги. Да си клакнам ја рокчиња, да си одговараме. Гарам да застанам до оваа, драги гледачи, ова може да ме спакуе у незиниот фустан, онака да ме врзе као машна. Значи, катастрофа и тешка. Значи, катастрофа, драги гледачи, катастрофка, невкусно, неубаво, неинтересно, неатрактивно. Ако се сакате сами себе, јас немам проблем како сакате шетајте. Меѓутоа, тоа не е мода, тоа е тешка глупост и вулгаризација на самите себе и покажување самите себе во едно многу неубаво и вулгарно светло. Во делот за мода, сакав да го посветам на луѓето со плюс килограми, секако дека ќе има и повеќе изданија на истата тема. Видовте како треба, видовте и како не треба, така да извлечете поука, извлечете поента, а со мене се гледаме во следната рубрика во модните катастрофи. Добре дојдовте во делот за модни катастрофи. Денеска имаме една господја, жена, дама, што и да е, што е позната од не знам какви причини. Од не знам какви причини господјава е позната, плюс е и модна катастрофа. Тоа се заеднички работи. Она е позната од непознати причини и плюс е невкус и е модна катастрофа. Што имаме? Пердов. Од Хурем Султан мантил, од кимоно рукави. Не е ова од Хурем Султан. Да не ме свајте за Хурем Султан грешно. О, Хурем. Ало. Од Хурем Султан материјалите, од постелнините на Хурем Султан, тие тргачките, тие аџутантките у Хурем Султанско време, пред 5 века овие материјали ги шверцувале, ги конзервирале некако и ги донеле у денешно време и госпожата си направила едно робиче со пердувчиња тука, со лоша коса, со лош мејкап, ама битно следно. Ало! И Круела е несрекна по ова прашање. Дали, драги гледачи, она у оваа комбинација со тие чизми, со тоа фустанче, со не ми мењај слики, со кајшна струк, со таа лоша коса, она дрпа бунда! Она дрпа бунда, драги гледачи, она држи во рацете леш! И ова е престрашно, модна катастрофа, лоша фотографија, иш! Next.
пак е она во бунда. Госпожа у бунда, па не е ни госпожа. Драги гледачи, да на господја, стара аристократија, стара буржуазија, француска или енглеска, од денешна дистанца да ја објасниш дека не треба да носи бунда, а при тоа господјата има 70 и плюс години, ќе се качи со сеташната од крокодил и бундата у Rolls Royce и ќе ја однесе на вечера у Four Seasons или у некој Savoy, не можеме да забраниме да носи бунда. Од денешно време е многу невкусно да се рекламираат бунди, заради тоа што ова е леш што го гледате. Не е дека бунди не се продаваат или не се купуваат. Меѓутоа, ниедна јавна светска личност не носи веќе бунди. Она има во сите бој бунди. Она е бундосана. Ало. Не е ни неа омилена. Катастрофа. Плава бунда, лоша коса, чак поза, сукничето, должината, ништо не одговара и ништо не стои. Next. Леле, она од мачките прави бунди. Она е со мачка сликана, драги гледачи. Она зима животиња од улица. Она зима животиња од улица и после се наметна. Држи маче, демек сакам животни, ама се наметнала со ченчила. Ченчилите да ги видите какви се. Косата, мејкапот, црвени ногти, мачката е петлоса на мачката и рочена, драги гледачи. Катастрофа, не. Она краде животни, сега е со гуштар. Кузината ове гуштар што ќе напред да гледачи кондурчиња, кајвче, што иде, а сегде косата е дрпната. Фустанчињата и за катастрофа, нема никаков осет за естетика. Чека да му се јавам на Никола. Никола, дојди, вакцини требаат подхитно. Сите животни ќе ги изеде. Значи, ви препорачувам, Никола ќе ја вакцинира не со 3 дози, не со 1, не со 2, не со 3. За неизе 3 пати по 3. Е така да знаеш. Благодарам многу. Поздрав. Така. Ете ја анимален принт, еве во фустанот гуштерот, ете колку фустанот од гуштерот, убаво реков, драги гледачи, гаранти бундата и од мачката, ова е престрашно, со утуткана коса, или битно е клакната на некој прозор, изгледа многу катастрофално. Не. Анима мунди. Анима мунди, ке те пријават у милиција, ова никој не го прави, ова е катастрофа. Не. Ало, кој е? Сергеј Вароши на телефон. Анима мунди, овде има модна катастрофа со бунди. Фала Богу, тука не се влече некоја кожа од жирафа позади неизе, или глава од лав, или од некој тигр, или од леопард. Веројатно ова е единствениот момент што го видов на нејзиниот профил, каде што горе-доле изгледа, ете така да речеме, пристојно, али секако ќе биде вакцинирана за невкус од нашето Министерство за мода со 3 вакцини пута 3 пати. Ова е екстра понуда за Крисмас и за Нова година. Благодарам. Се гледаме. Останете. Чак! Добре дојдовте во плакарот на Кека. На ваше барање и во договор со Кека, денеска се леле пак нема Кармин, драги гледачи. Па се целивала некта. Со Кеко да не се целивала. Еве една уста. Ете така. Значи, во договор со Кека, да ви дадам неколку предлози за новогодишната вечер. И како што кажувам, се наоѓаме усреде пандемија. Што значи дека излегувањето е малку покомплицирано, желбата за дотерување кај некој е поголема, кај некој е помала. Меѓутоа, моја препорака е дека сами од себе, ако не си направите забава или фан, без разлика каде ќе ја проведете новогодишната вечер, тоа никој нема да ви го направи. Сега денеска со Кека ќе збориме и ќе ви дадам предлог, инспирација Roaring Twenties или големиот Гетсби. Што тоа подразбира? Подразбира добри фустани, подразбира гламур, подразбира многу добар накид, подразбира еден посебен изглед кој во модниот свет, како што гледате на фотографиите паралелно,
е секогаш инспиративен и е секогаш интересен. Секоја јавна личност се има барем така изфотографиран. Сега, како вие тоа може да го направите? Што ви треба? Ви требаат некакви си светлуцави фустани, треба добар накид, треба фустани со реси и ќе видиме понатака. Јас ќе ви дадам сега еден предлог. Најдов дома фустан, еве го. Чик. Ова парче е старо 45 години. Го носи мајка ми 76-та година новогодишна прослава. Ја од овој фустан имам направено криминал. Ги имам исечено тука ресите кога го видов, ми се види интересен. Меѓутоа, да видиме како ова ќе стои на кек, Great Gatsby. Еве ја. Кека, Great Gatsby, Roaring Twenties. Мора да знаете, у овој целиот овој стайлинг многу се битни деталите. Мора да има така наречени опера главс, соодветно мало торбиче. Бисерите се препознатлив момент, поготово долгите од тој период. Мора да имате соодветни чевли и на овој изглед не можете да имате тапирана коса, бунгурска глупа. На овој изглед или се носи така наречен француски паш, ќе видите на сликите како, или се става аксесуар у коса, или се прават таласи, валови, you name it. Како друга, пошто нема секој винтидж парче 45 години што го пика дома, како другаче може да го направиме овој изглед? Еј! Господе Боже, а бре што? Драги гледачи, ово од тука веќе Еве, повторно реинвентирана променета во уште едно другачие издание на темата Great Gatsby или Roaring Twenties. Во овој случај имаме црн фустан, устело, чак, на прерамки ги има овие реси, што се многу препознатливи за тој лук и тој период. Имаме повторно ташниче у тој стил, имаме многи накид, ги задржавме високите ракавици и елегантните чевли. Одиме на уште една понова модерна варијанта на таа тема. Еве, повторно реинвентирана на истата тематика во малку по-младолачко наводници издание. Нема врска, модата нема врска со годините да потенцира. Имаме светлуцав, светликав, сребрен, шлјокичав фустан, пократок. Тука ги имаме тие реси, повторно потенциран, препознатливи за тој период, малите ташнички од циркони, ракавиците, што ги искомбиниравме со црни елегантни чевли. Сето ова во комплет со соодветен мејкап и со соодветна коса. Сите овие изгледи можете да ги изведете и со ајлайнер, cat eye, мада подобро на сето ова стојат smoky eyes кои што може да ги изиграте во колор нормално со соодветна фризура. Мој совет, секогаш имате мал црн фустан или мала црна халина која што ќе можете да ја комбинирате во било која варијанта, и дневна, и вечерна, и новогодишна, и каква и да. И секогаш имајте добри детали во вашиот плакар, како што има и кека. Со мене за денеска во плакарот на кека толку. Се гледаме у следната емисија. But the fire is so delightful, and since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Ние сме во тој период од годината каде што се делат и новогодишни поклони. Никола мора да ми помогне, па да не викам по него. Тука е, не вакцинира денеска, мислам дека ги вакцинира сите што можеме да ги видиме после што ќе прави ГЛТП. Јас си добив новогодишен прв поклон. Ајде да видиме што имам тука. Звонате барат, јави се, еве ти втора линија. Kosa ti je crna, okice zelene, a ramena snažna ko što vole žene. Ko е? Лепа Брена ли е? Да, добро. Не. Сега гледачи, ова е толку добро прво спакувано. Јас многу се радувам. Станува збор за Джо Малоун, Лондон. Познат англиски бренд. Отскоро го има и кај нас. Јас ќе ја отварам кутијата да видите што има внатре. Имаме озонер.
И тука има еден парфем. Ќе ја искористам приликата да се заблагодарам на Фабу што ми го поклонија и што добив прв новогодишен поклон од нив. Можете да ги проверите остатокот од производите на Джо Малоун во Фабу во хотелот Мериот. Тоа е тоа. Сега, јас ќе ви дадам неколку предлози што би можеле да поклоните на своите блиски, драги, мајки, татковци, браќа, сестри, понуди од разноразни новогодишни поклони. Се што ви давам како предлог за новогодишен подарок од сите овие брендови можете да го најдете во линкот во дескрипција. Одоздолу ќе ви оставам на се што, како и зашто. Што имаме? Дај ми од тамо нешто. Драги гледачи, овој дава поклон како за Адријана Лима. Прво па Машко. Ти се бендисува? Се свиѓал. Мислам дека е одличен новогодишен поклон, има одличен дизајн и одличен дезен. Еве вака, да видите. Ете, Никола го дрпна. Чим Никола влече, а не попушта, значи дека многу добро ќе стои и трпи мушка рука, очигледно. Следно што имаме од Ямамеи, имаме тука едно кимоно, многу добар квалитет, многу добар дизајн. Не знам колку можете да ги видите деталите кај ракавите. Можете да го носите и по дома и како еден вид на нокница. Во оваа кесичка од Ямамеи, значи имаме што? Имаме поклон за машки, тоа се пижами, горно, односно долните еве ги. Квалитетот и памукот се, да ви кажам, наискрено исклучителни и се многу фора и супер изгледаат. Како што може да видите, го имам, има сличната варијанта као за женско, односно ако сте пар, многу добро ќе се спарите со овие пижамчиња заради тоа што се многу комотни и се исклучително квалитетни, пошто и Ямамеи се исто така познати. Тука што имаме? Тука имаме уште еден пар фора гаки. Овие за Никола ќе се. Сепак јас предлагам на девојките, ако на него како Никола вакви гаки да му купите. Можда точно ќе ти се овие? Викаш? Па еве ти, повели. Ете така. Добро. Океј, да видиме следно што имаме. Мек. Од Мек го имате овој сет, кој што апсолутно вреди за средствата, заради тоа што јас ви гарантирам, после 30 годишно искуство, Мек е еден од најквалитетните производители на мејкап. Тука имате моливче за уста, имате течен кармин и имате класичен кармин. Сето тоа е спакувано во едно прекрасно несесерче кое што е многу атрактивно и вреди за цената. Можете да го најдете ова во City Mall. Следно од Мек, предлог за поклон, го имаме овој чудесниот сетинг спреј, односно од линијата на Prep & Prime. Драги гледачи, ова е сериозна функционална алатка. Пред да се шминкате, го ставате овој спреј, можете да го комбинирате со пудра, можете да го комбинирате со четки, можете да го комбинирате од кога ќе се нашминкате да се испрскате. Има 3, сите 3 ги добивате по цена на едно. Значи, повторно, ова може да го најдете во City Mall и само тамо. Вреди апсолутно за средствата и е алатка која што според мене во денешно време, на начинот на кој што се третира шминкањето, негата на кожа и се останато, е нешто што мора да се има. Јас го користам со години и ви го препорачувам од срце. Next. Серуми за лице. Имаме тука два производа од Јепуда. Имаме еден тонер и имаме овде еден серум. Имаат во себе ниацинамид. Изгледа вака, одлично пакување, одлична цена. Одлично третира и ја негова кожата. Имав прилика да го пробам. Тоа се мачка на фаца, бак, сузе. Ау, да, он е урочен. И има тука еден серум од Јепуда исто, кој што
Исто така, верувајте ми, шлакајки на моето лице 30 плюс од 40 години се и се што, ова е едно од подобрите работи кои што сум ја пробал. Во него има 10% на ниацинамид и B3 витамин. Делува исклучително и резултатите ги гледате веднаш. Дај ти. Така. Може да ги набавите посебно, или само ова, мада јас би ги препорачувам двете. Затоа ја пуда ги врзале двете како една цена, не нели посебно, со попуст кој што трае до 12 јануар. Побрзите да ги купите, а јас линкот ќе ви го оставам во дескрипција. Ете така. Ти звонат. Јави се. Ti bi me hteo za jednu noć, a onda mala čao. Него му фучи. Smartwatch. Amazfit T-Rex. Секој машко ќе се онесвести од среќа ако добие ваков подарок. Паметниот часовник Amazfit T-Rex Army Green вреди да се купи бидејќи има сите карактеристики што корисниците ги бараат. Со голем AMOLED дисплеј, вграден GPS, вграден компас и 12 сертификати за издржливост. T-Rex нуди импресивно траење на батеријата до 20 дена, замислете. И има различни спортски режими, исто така има и сензор за следењето на спиењето, така да Никола кога спие, ќе те следи саатов и ќе има сензор дали хрчиш, дали не хрчиш, дали е отспан, дали е неотспан, дали збори по телефон или што и да прави. Така да вреди да се инвестира како едно големо изненадување за новогодишен поклон. Значи ова се што ви покажав до сега се предлог подароци што јас сметам, пошто често немате идеја што да купите или што да поклоните на најблиските, не се јаде тоа. Немате идеја што да купите на најблиски, тоа се предлог подароци што можете да најдете во Скопје и по скопските продавници. Јас одбрав тоа. Значи, заследете ме на мојот Инстаграм профил заради тоа што наскоро ќе ви изненадам со убави подароци за сите вас. Чао. Добре дојдовте во делот Q&A или Праша го Сергеј, каде што одговарам на се она што ви интересира во врска со мода или во врска со немода, во врска со стил или во врска со не стил, или во врска со вкус или во врска со невкус. Така да видиме што прашање имаме за денеска што сте праќале на мојот Инстаграм профил и на профилот на Сергеј Reinvented. Значи ова е едно од најпоставуваните прашања со години. Дали конечно ќе ни кажеш од каде ти се или чиви се чевлите на кои што збориш? Hello. Ќе ви кажеш, меѓутоа ќе ви дадам едно квиз прашање. Јас имам 4 другарки што ми се како сестри. Ќе ги видите трас тука. Особа А, особа Б, особа С и особа Д. Тој што ќе погоди чиви се чевлите од овие 4 мои другарки, што ми се како сестри, ќе добие поклон, giveaway кај мене на Инстаграм, тоа ќе следува и тогаш ќе ви одговорам чиви се чевлите. Следно прашање. Кој е Никола? Вистина ли е доктор? Сега ќе се јавам да прашам. Ало! Само мало некој ме зове. Хало? Никола е роднина далече на Аквамен. По некоја линија, завлекол нешто. А доктор е пар екселанс, таков доктор ко Никола не сте виделе. Следно прашање. Здраво Сергеј, сакам да те прашам за совет. Имам 48 години и досега не сум користела креми за третман на лице. Имам нормална кожа. Кои се производите за нега на лице ги препорачуваш? Поздрав, благодарам. Следи емисијата, прво, да видиш што препорачувам за нега. Негата на кожа не е нешто што се одговара на едно прашање. На вашите години мислам дека треба подхитно да посетите стручно лице, козметичар, дерматолог, кој што ќе ви каже
ќе го процени вашиот тип на кожа заради тоа што нити сум дерматолог, нити сум доктор, нити сум козметичар, за да знам каков тип на кожа имате. Многу е битен вашиот тип на кожа. Мој совет на ова прашање, на овие години подхитно на козметичар или до дерматолог да ви го одреди типот на кожата и да ви даде соодветна скин рутина. Следно прашање. Сергеј, зошто немаш и еден кеко? Да и биде другар на кека, за да го стилизираш и него. Мислам дека е good idea. Апсолутно се слагам со твојата идеја. Имам кеко. Никола ќе стане кеко. Поздрав Сергеј, мило ни е што се врати. Прашање до тебе. Кога ќе ги ставиш на тапет политичарите, политичарките, воедно и оние на политичкиот врв, без разлика опозиција, позиција, поздрав. Па ќе ги ставам кога ќе им дојде редот. Зашто што ќе ги амнестираме политичарите? Што? Дека, не знам, од какви да е причини? Апсолутно ќе ги ставам политичарите на тапет и они се луѓе, без разлика што се бават со политика, и они треба да изгледаат соодветно во нивната бранша и во нивната функција, така да ќе им дојде редот како и на сите. Следно прашање. Најдобар сетинг спреј. Предпоставам прашувате за сетинг спреј за лице. Дефинитивно Мекот Prep and Prime. И пред шминкање и после шминкање. Тоа е еден од најдобрите производи за сетирање на мејкапот. Денеска во делот Q&A толку, јас повторно ќе ве повикам секоја среда кај мене на профил и на профилот на Сергеј Reinvented да поставувате прашања. Дел од вашите прашања ги одговарам на мојот Instagram профил, а дел од прашањата ги одговарам во емисиите што ги гледате. Заследете ме на Instagram и мене и Сергеј Reinvented и слободно прашувате се што ве интересира. Чао! Драги гледачи, ви благодарам и денеска за вниманието со мене, Сергеј Варошлија. Се гледаме за 7 дена во наредното издание на емисијата Сергеј Reinvented. Стрекни празници. Поздрав! I wanna be loved by you. Ba-deedly-deedly-deedly-dum. Boop-boopy-doop.